Јас ви посакувам второ добро утро и ви посакувам поздрави токму од овде од терен, односно од градскиот парк во Скопје. Секако, како што напоминавте и вие, темата е дека пристигна есента, со тоа и есенското разеленување на јавните површини во самиот град, па затоа сме токму и овде во градскиот парк ово утро, освен разеленувањето, секако да ја видиме всушност и акцијата која што ја спроведува јавното предпријатие Паркови и зеленила, односно самата акција за чистење во овие рани утренски часови. Добро утро велам за мојата денешна гостинка Елизабета Гергиевска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро до вас и до гледачите на утринската програма на Телма телевизија. Како што гледате, овде сме во градскиот парк, каде нашите екипи првична активност утрово што ја имаат е собирање на сметот и отпадоците кои што се оставени во текот на изминатиот викенд. Можам да кажам дека ова е редовна активност, не е некоја акција посебна, значи тоа е прва активност која што нашите екипи секое утро ја спроведуваат не само во градскиот парк, туку и во останатите зелени површини во градот. И би сакала во оваа прилика да ги замолам граѓаните да внимаваат околу оставањето на отпадоците, значи било во зелените површини, било во парковите, нели каде и да се наоѓаат, затоа што добар дел од времето и од ресурсите ние ги трошиме за чистење на отпадоците низ зеленилото. Исто така би апелирала да се внимава со парковската и урбаната опрема, затоа што многу често имаме појава на искршени клупи, наоѓаме секој утро бутнати корпи за отпадоци, канделабри, знаеме, еве беше појави на уништување на спомениците. Зборувате конкретно за градскиот парк или општо? Во градскиот парк и општо се случуваат вакви појави низ останатото зеленило низ градот, исто така и на горе на парк шумата, во парк шумата Водно, Газибаба, дури и се палат, видиковците се уништуваат, значи цела онаа урбана парковска опрема која што ние ја поставуваме се уништува. Би сакала еве да апелирам до граѓаните да бидат повнимателни, нели, и да си го сакаат градот како свој. Каде имаме најмногу отпадоци? Дали само во парковите и дали можеби најмногу отпадоци има после изменувањето на самиот викенд? Точно, овдека во градскиот парк секој викенд имаме одржување на разни настани, манифестации и нели е викенд, луѓето излегуваат повеќе на прошетка, така да најчесто после викендите имаме големено количество на отпадоци во сите јавни површини, посебно овде во градскиот парк, во Сарај, спортско-рекреативниот центар, исто така на Газибаба, значи се она каде што сите оние места каде што кои што луѓето ги користат за одмор, за рекреација, да. Освен овие активности за чистење на самите отпадоци, секако поставувате и нови садници, ја косите тревата. Со какво разеленување всушност се соочува нашиот град главен моментално? Да, значи во овие есенски денови јавното предпријатие Паркови зеленило има доста работа, бидејќи времето е погодно за изведување на тие земјоделски работи, да речам. Сега сме фокусирани на собирање на листовите, ги дуваме патеките, ги собираме листовите од зелените површини, бидејќи веќе почна листот поинтензивно да паѓа. Косењето исто така ние тековна активност, како што гледате тука се уклучени и прскалките, се уште имаме топли периоди во текот на денот и мора да се наводнува зеленилото, а од оние есенски активности сега би ги наброила пред се садењето на садниците во рамки на акцијата за есенско садење на садници, која што веќе е започната. И можам да кажам дека неколку булевари се веќе збогатени со нови садници. Садевме на булеварот Гоце Делчев, на булеварот Кочорацин, на Водњанска, на Јордан Мјалков и сега продолжуваме оваа недела на Партизанска, Димитрije Чуповски, Даме Груев и останатите булевари. Ги садиме сите видови на садници во зависност од местоположбата, значи гледаме сепак да е тоа во согласно со нели
самите услови на теренот. Садиме зелени садници, листопадни садници, ниски грмушки, перени. Еве на конкретно изработуваме нова зелена површина на улицата Јордан Мијалков на аголот со улицата Кочорацин, со булевар Кочорацин, кој што порано беше див паркинг, еве сега правиме нова зелена површина и таму ќе насадиме цел дрворед од зимзелени садници за да спречиме да влегуваат возилата во зеленилото како што се случуваше досега. Значи сите оние видови кои што одговараат на моменталната состојба на теренот. Кои се во план всушност ваши идни активности? Каде вашите екипи ќе работат во иднина, во кои општини? Во сите општини работиме. Во оваа прилика би сакала да објаснам на гледачите дека јавното предпријатие Паркови зеленило е одговорно за уредување на зеленилото по главните булевари и по главните градски паркови, додека зеленилото кое што е во населбите, во блоковите и околу зградите е под надлежност на општините. Многу често ни се обраќаат граѓаните да искосиме или да средиме некое зеленило позади зградите или во паркчињата, оние малски што се во населбите. Меѓутоа така е поделено што тој дел значи го одржуваат општините. Инаку ние овој период ќе продолжиме со есенската акција за садење на садници, се додека временските услови тоа го дозволуваат. И понатаму за 10 дена ќе почнеме со уредување на цветните површини низ градот. Нашите екипи веќе почнаа да ги подготвуваат цветните леи, ги прекопаа, го извадија стариот летен расад и веќе се подготвени за садење на есенскиот расад, кој да кажам дека оваа година е произведен во нашите производни капацитети и ќе има повеќе видови на есенски цвеќиња кои што ќе бидат присутни на цветните површини во текот на есента и дел од зимата. Некаде околу 200.000 парчиња на есенски расад произведовме од видовите љубичица, хризантема, украсна зелка, бела рада, така да ќе бидат освежени цветните површини. Исто така работиме и на подигање на нови зелени површини. Нашите екипи се во ботаничката градина, во зоолошката градина, која што е во склопот на зоолошката градина. Значи го уредуваме тој простор, уредуваме нов мега парк, вториот поред, бидејќи првиот во општина Ѓорче Петров веќе го уредивме. Ова е вториот мега парк во општина Чаир на улица Македонско-Косовска бригада, каде што веќе имаме предвидено да се постават 25 нови видиковци. Тој ќе биде на површина од 22.000 метри квадратни со сите елементи што се потребни: тревници, садници, хидрантска мрежа и клупи парковска опрема. Работиме и на улица, како што споменав пред малку, Јордан Мијалков. Така да, еве да кажам дека го завршивме уредувањето на кружниот тек на булеварот 8 септември со булеварот Скупи, така да ќе има и нови зелени површини низ градот. Пред самиот крај сакам да го напоминаме барем најинтересниот момент за мене, односно дека по повод чинам 6 октомври, меѓународниот ден на живеалиштата, поставивте токму овде во градскиот парк мали кукички за сите оние видови на птици кои што живеат токму овде. Да, сакавме на наш начин, во рамки на нашите можности да го одбележиме овој ден и низ градскиот парк изработивме дрвени кукички во нашите работилници и ги поставивме покрај патеките на дрвијата за да може колку толку да се заштитат малите птици. Понатаму предвидуваме да изработиме уште такви кукички, така да до почетокот на зимата да поставиме повеќе места низ градскиот парк, да. Драго ми беше што бевте заедно со мене токму во нашата утренска емисија. Драго ми беше.